Како што ветивме во првите 2 години од мандатот ја реализираме мерката за воведување на зелена нафта, односно за воведување мерката за субвенционирана нафта за земјоделска механизација. Завршија сите постапки и во моментот во тек е тендерот кој што го распиша Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството за набавка на гориво за земјоделска механизација и ова е последниот чекор од целата процедура за воведување на оваа нова мерка. Од измени на законот, кој што ги започнавме минатата година, воведување во законот на оваа мерка, до нејзино целосно реализирање. Мерката за субвенционирана нафта за прв пат ја уведува оваа влада, со единствена цел да им го олесниме производството на земјоделците и да го направиме поекономично. Тендерот е отворен 70 дена и на него имаат право да учествуваат сите странски и домашни правни или физички лица или група на такви лица кои што се регистрирани за вршење на дејност поврзана со предметот на договорот и на набавката. Рангирањето на понудите ќе се врши според висината на понудените цени. Во оваа годишна програма за директни плаќања, за оваа мерка издвоивме дополнителни 200 милиони денари, односно повеќе од 3 милиони евра. Со мерката ќе бидат офатени околу 55.000 земјоделски стопанства, земјоделци, фармери, што имаат поледелски и градинарски култури, овошни и лозови насади. Макотрпно се работеше на сложената процедура која што бараше прецизни и детални анализи. Затоа во изминатиот период тимови на Министерството и Платежната агенција, заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, врз основа на повеќе анализи ја изработија методологијата за пресметка на процентот на трошоците. Например, според пријавените производствени капацитети, односно хектари за овошни и лозови насади, градинарски и поледелски култури, анализите покажуваат дека најмногу гориво или 150 литри по хектар се троши на овошните насади, околу 120 литри на лозовите и градинарски, а 60 литри по хектар се троши на поледелските култури. Бидејќи се работи за сосема нова мерка, за оваа година, како прва година во воведувањето на оваа нова мерка, кофинансирањето ќе биде 30% од трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација, со можност која што веќе е ставена и во законот, понатаму овој процент да се зголемува и до 50%. Согласно изработената методологија, висината на поддршката по корисник е утврдена во зависност од големината на површините и типот на земјоделските култури кои што се одгледуваат. Онаа компанија која што ќе го добие овој тендер, ќе треба да ги испечати, односно обврска ќе биде на компанијата да ги испечати и платежните картички. Потоа истите да ги достави до платежната агенција, која што пак преку подрачните единици на Министерството ќе ги достави до земјоделците. Тоа значи дека земјоделците нема да имат никакви дополнителни трошоци или губење на време. Платежните картички ќе бидат со определен износ врз основа на големината на површините и на земјоделските култури за кои што конкурираат земјоделците за субвенции во 2018 година. Значи 2018 година се зема за година на основа на која што ќе се вршат пресметките за процентот или износот кој што ќе го добиваат земјоделците. Со утврдениот износ, земјоделците ќе можат да купат исклучително евродизел гориво за земјоделска механизација, а картичката ќе може да ја користат повеќе кратно, се до искористување на целокупниот лимит или вредност. Горивото за земјоделска механизација зазема значителен процент во вкупните производствени трошоци во земјоделството. Оваа мерка ќе придонесе за намалување на производствените трошоци, што за земјоделците ќе значи поекономично производство и поголеми приходи. На овој начин враќаме дополнителни 200 милиони денари назад кон земјоделците како дел од политиката за враќање на парите назад кон граѓаните. Според нашите проценки, имајќи го предвид и рокот на тендерот, очекуваме дека при крај на годинешната жетва и почетокот на есенската сеидба, земјоделците ќе можат да го користат да ја користат оваа мерка, односно да користат поевтино гориво за земјоделска механизација. Благодарам.